малце повеќе околу естетскиот концепт на представа. Значи, естетската филозофија на некој начин зад представата е инспирирана од францускиот надреалист Рене Магрит, односно од неговата идеја ова не е луле. Он има една така позната славна реченица под сликата, вика ова не е луле, си пишува на самата слика ова не е луле, ова е фотографија, ова е слика од луле, бидејќи ако е ова луле, ќе би можел да го наполнам со тутун и да го запалам, да го пушам. Така што бркајќи го хиперреализмот, некако моравме да навлеземе во наредниот чекор на хиперреализмот, односно надреализмот во однос на концептуалната некаква смисла. Тоа значи дека ние работиме представа, ова не е стан, значи на сцена има цел хиперреализам, стан со сите ствари што може да работат во стан. Меѓутоа тоа не е стан, тоа е представа во стан. Баш поради тоа сметам дека естетскиот дел е голем дел, бидејќи не секогаш представите естетиката на некој начин ја диктира филозофијата. Естетиката може да биде и функционална, може да се брка и епоха, може. Овде се обидовме да ги инкорпорираме сите тие околности, бидејќи бркаме ние и епоха. Действието се случува во доцни 90-ти, каде што мобилните биле реткост, не ни постоеле, бидејќи ако има мобилни, действието малце не би се случило, бидејќи си има промашувања по телефони. Така што се обидовме естетски да го инкорпорираме и епохата, времето кое што во кое што се случува действието, меѓутоа и да вметнеме една тежина, филозофија, една сериозна причина и последица зашто сценографијата и концептот, самата поставеност е таква каква што е.